Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во централните вести на Канал 5. Ова се насловите. Се одложи изјаснувањето вина за трагедијата во Кочани. Обвинетите не го добиле интегрираното обвинение. Нас ни беше доставено тоа интегрирано, така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Нашите невини деца кои ги убеа ја платија цената на овој корумпиран систем. Расправата наместо за утре одложена за идната недела. Мицкоски најавува долна граница на платите за судиите и обвинителите над просекот во ЕУ. Секако ќе биде повисок од средниот или од медијана буџетот што го имаат земите членки што ги покрива Советот на Европа. Уверува дека владата е подготвена да ги усвои реформските закони. МВР приведе 5 лица, меѓу нив и екс-заменик министерот за земјоделство Димковски. Осомничени се за злоупотреби со жито и штета од над 700.000 евра. Владата именуваше повереници за општините каде што немаше цензус на локалните избори. Се прават подготовки за повторените избори на 11 јануари. Украина го прифатила американскиот мировен план, тврдат американските медиуми. До крајот на неделава можна средба Зеленски-Трамп. Підхід чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з президентом Трампом. Иако предвидено, обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани денеска не се произнесоа за вина, откако нивните адвокати реагираат дека не го добиле интегрираното обвинение. Семејствата на жртвите пак и денеска побараа правда, но и обвинение за сите инволвирани полициски службеници. Михајло Видимлиски. Обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани денеска не се изјаснија за вина, иако тоа беше предвидено да се случи на денешното судско рочиште за случајот. Нивните адвокати реагираа дека не го добиле интегрираното обвинение, па затоа не може да се произнесат за вина, ниту пак да ги дадат во ведните зборови. Дел од нив реагира и дека станува збор за нов обвинителен акт, во кој има значајни измени, особено времето на сторување на кривичното дело, кој е изменето за дел од обвинетите. Временската рамка која првичното обвинение ја содржаше, сега е многу повеќе проширена. Но што е суштина? Нас ни беше доставено тоа интегрирано, така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ние во судница како бранители не сме обвинети. Ние сме во судница ради обвинетите кои го немаат обвинението, за да знаат зошто седат во судници, зошто се обвинети. Затоа што станува збор за тоа дали ќе се случи грубо прекашување на кривичната постапка, што може би да основа да овој предмет падне после во жалбена постапка. Прашањата се принципиелни и на тие укажуваме и минатиот пат. На минатото судење укажуваме и денеска да такви грешки не смеа да се направат. Јавниот обвинител Борче Јанев тврдеше дека се работи за технички исправки, а и судот одлучи дека не се работи за ново обвинение. Но судиката ги прифати приговорите на дел од адвокатите, дека нивните клиенти кои не го добиле обвинението не може да се изјаснат за вина. Парочиштето продолжи само со изјаснување на оштетените и нивните полномошници. Семејствата на жртвите и денеска побараа правда, но и обвинение за сите инволвирани полициски службеници. Никој од нас не растел дете за да стане херој, туку да стане човек. За жал, нашите невини деца кои ги убеа ја платија цената на овој корумпиран систем. Ова не е убиство, ова е геноцид. Со нетрпение го чекуваме обвинителниот акт од ОЈО-ГОК. Се надеваме дека сите полициски службеници ќе бидат опфатени од тој кобен 16 март. Семејствата на загинатите и адвокатите по завршувањето на рочиштето има и блиска средба надвор од судот. А вие барем од Кочани адвокатите не требаше да ги браните ни еден од овие. Мора да имат адвокат. Мајка на едногодишно детенце, мајка на едногодишно детенце, инспектор по криминали. Знаете дека монструмите ја убија. Тие сега што ги бранат. Судот го одложи утрешното рочиште, а следно е закажано за 2 декември.
Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски очекува до средината на декември да има јавна обвинителска одлука по истрагата за полициските службеници и началници осомничени за трагедијата во Пулс, која тврди дека е завршена. Предметот, како што откри, го води само еден обвинител поради недостиг на кадар. Детали од Афродита Рамос. Истрагата за полициските службеници и началници, осомничени за трагедијата во Пулс, е завршена. До средината на декември се очекува јавно обвинителската одлука, потврди државниот обвинител Љупчо Коцевски. Предметот го води само еден јавен обвинител поради недостигот на кадар, посочи Коцевски, а шефот на ова обвинителство, Ислам Абази, потенцира дека во моментов работат со 5 обвинители помалку отколку законски предвиденото. Во јавното обвинителство за организиран криминал има само тројца јавни обвинители што работат со полициски овластувања, така да и таму имаме многу мал број на обвинители, меѓутоа шефот на јавното обвинителство и јавниот обвинител кој што го работи предметот процениле дека е доволно конкретниот предмет да го работи за сега само еден јавен. Сега течат роковите за докази да приложи одбраната. 15 дена тоа се, така да после тоа се очекува јавна обвинителска одлука. На Македонија фалат на обвинители и реално немате од каде да се земат више. Во секој обвинителство кога ќе видиш фала. Абази изјави дека во оваа втора истрага поврзана со трагедијата во Пулс се опфатени и актуелни началници, а прибрани се докази кои се однесуваат на целокупното постапување на полициските службеници од 2012 година па се до кобната ноќ, а станува збор за вкупно 30 на полициски службеници од Штип и Кочани. Истрагата се води во таа насока да видиме корпусите на секого од лицата со полициски овластувања, што се корпусите на секој од нив. Освен оваа истрага, во обвинителството во Кочани се води уште една со која се опфатени инспекторите од Управата за јавни приходи. Двајца од нив остануваат во домашен притвор, откако и Кочанскиот суд го отфрли барањето на обвинителството да им биде одреден ефективен притвор, а за останатите се определени мерки на предпазливост. Премиерот Мицкоски најави дека долната граница на буџетот за платите на судиите и обвинителите во земјава ќе биде повисока од средниот буџет на земјите во Европската унија. Појасни дека плановите за вработување ќе ги одобруваат судскиот и Советот на јавните обвинители и тие нема да зависат од мислењето на владата. Ивана Стојановска. Долната граница на буџетот за плати на судиите и обвинителите ќе биде повисока од средниот буџет на земјите членки на Унијата, најави премиерот Мицкоски, потенцирајќи дека како влада се подготвени да ги прифатат реформските закони од областа на правосудството кои ги бара ЕУ во планот за раст. Не прецизираше за колку ќе се зголеми процентот во буџетот на правосудството, но појасни дека плановите за вработување и унапредување во судовите и обвинителствата ќе ги одобруваат судскиот и Советот на јавни обвинители и дека тие нема да зависат од мислењето на владата. Во реформските закони кои ги бара ЕУ се предвидуваше зголемување на буџетот во правосудството за 1,3% од бруто домашниот производ, 0,8% за судиите и 0,5% за обвинителите. Ние сме подготвени се да прифатиме што тие бараат. Во делот на буџет ние ќе поставиме долна граница, односно минимална вредност во буџетот на обвинителството и во буџетот на судовите, кој што секако ќе биде повисок од средниот или од медијана буџетот што го имаат земјите членки што ги покрива Советот на Европа. Тоа ќе го направиме. Иако тоа некој не го цени, ако мисли дека треба да билатералните прашања бидат пречка за нашето членство во Европската Унија, простете, ние тука не можеме ништо да сториме. Освен законите за јавно обвинителство за судови и за јавно обвинителска служба, до крајот на годината, согласно планот за раст ќе бидат донесени вкупно 10 од 12 реформски закони, најави Мицкоски. Меѓу нив се и законот за енергетика и изборниот законник, кој треба да биде усогласен со забелешките на ОПСЕ, либерализација на железничкиот сообраќај, како и нови вработувања во Агенцијата за одземен имот. Во одговор на новинарско прашање за разрешувањето на државниот јавен обвинител Коцевски, Мицкоски посочи дека тој не ја искористил дадената шанса и дека процедурата е во тек. Ние не очекуваме од јавниот обвинител да каже да, виновен сум, не успеав во својата работа. Едноставно тоа е очекувано што тој го кажува, така што аргументите, еве, јавноста
ги гледа, јавноста сведочи за неговата работа, за работата на обвинителството, на судовите. Повторно ќе кажам, малкумина, за жал, и тој е тој кој што е заробеник на тие малкумина во рамките на обвинителството, имаше можност, имаше шанса, за жал, таа не искористи. Постапката за разрешување на Коцевски беше паузирана во март годинава по трагедијата во Кочани, а во јули собранието му изгласа недоверба на државниот обвинител, но тој не се повлече од функцијата. Над 6000 апликации за мерката самовработување. Најголем интерес кај младите до 29 години. Овие денови ќе ги имат и парите за да може да работат или да ја вршат својата дејност. Најмалку 5 лица, меѓу кои поранешниот заменик министер за земјоделство Трајан Димковски, се приведени во широка акција на МВР за сомнежи за организирана злоупотреба на државни стокови резерви во периодот 2021-2022 година. Повеќе од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. 5 лица се осомничени дека со злоупотреба, меѓу кои поранешниот заменик министер за земјоделство Трајан Димковски, поранешен директор на Агенцијата за стокови резерви и уште тројца раководители од истата институција, се приведени во големата акција што утринава ја спроведува од Оделот за сузбивање организиран криминал во МВР во координација со обвинителството во Скопје, Куманово и Тетово. Со злоупотреба на службената положба ја оштетила државата за речиси 780.000 евра, откако неправилно пријавиле огромен кусок од стоковите резерви на пченица и јачмен, соопшти основното јавно обвинителство. Етнината действувале како соизвршители во периодот меѓу 2019 и 2021 година, прикривајќи дека во ЈП Агроберза постои неоснован кусок на 1500 тони меркантилна пченица и 500 тони јачмен за сточна храна. Наместо да информираат владата за реалната состојба, тие поднеле лажни податоци што било спротивно на законот за стоковите резерви. Од СДСМ реагираа дека станува збор за монтиран случај кон Трајан Димковски. Власта фатена во огромниот скандал со ИПАРТ, тежок 130 милиони евра. Прибегна кон единствено што знае – спинови и политички монтирани случаи. Власта ги оштети земјоделците за повеќе од 130 милиони евра со мега корупцијски скандал кој води директно до Трипуновски и Мицкоски и за кој нема никаква одговорност, ниту политичка, ниту правна, велат од СДСМ. Од владеачката ВМРО ДПМН реагира дека СДСМ се нервозни поради тоа што се открива криминалот од нивното раководење на државата. Нивните функционери ги уништија институциите и ја опустошија економијата. СДСМ треба да знае дека законот мора да се почитува. Политиката мора да ги трне рацете од правосудниот систем. Институциите мора да профункционираат, а законот да важи еднакво за сите. Време е правото и правдата да профункционираат во државата. Обвинителството соопшти дека делото се гони во скратена постапка. До судија е поднесен предлог за определување мерки на предпазливост, одземање патни исправи и задолжително јавување во суд за сите осомничени. А полицијата во Кичево му поднесе кривична пријава на поранешниот градоначалник на општина Кичево Фатмир Дехари поради несовесно работење во службата по член 353 од кривичниот законник. Пријавениот од 2016 секоја година со одредени лица склучувал договори за обработување во територијалната противпожарна единица Кичево и по истекот на една година од нивното обработување не извршил должен надзор. Пропуштил да им го прекине работниот договор и дозволил истите да не се стекнат со соодветен сертификат за квалификација како пожарникари, издаден од надлежен државен орган, информираше портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Владата именуваше повереници за општините Маврово Ростуше, Гостивар, Центар Жупа и Врапчиште, општините во кои што на локалните избори не беа избрани градоначалници. Онер Јакуповски е именуван за повереник за општина Маврово Ростуше, Аријан Ибраим за повереник за Центар Жупа, Буњамин Кадрију за Врапчиште и Фадил Джелили за Гостивар.
Во меѓувреме Државната изборна комисија попладнево едногласно ги усвои предлог упатството за увид во избирачкиот список и јавниот повик за увид во избирачкиот список во овие општини. Повторените избори според најавите ќе се одржат на 11 јануари. Опозицијската СДСМ обвинува дека исплатата за породилно отсуство доцни. Од Фондот за здравствено осигурување пак велат дека надоместокот е континуиран процес кој што трае во текот на целиот месец. Сања Трајковска-Ставров. Исплатите за мајките кои се на породилно отсуство доцнати по 1 месец, обвинува опозицијската СДСМ, откаде побараа Фондот за здравствено осигурување да ги префрли сите заостанати надомистоци и да воведе фиксен датум на исплата. Понижувачки и нечовечки е да се дозволи мајките да немаат пари за пилење и млеко. Реагираат од СДСМ. Владата на Христијан Мицковски ги остави мајките и новороденчињата без основната сигурност што им следува по закон. Породилниот надомест доцни и до 20 дена, а има мајки кои чекаат и повеќе од 30 дена. СДСМ бара фондот веднаш да ги исплати сите заостанати породилни надоместоци без одложување. Бараме фиксен датум на исплата секој месец, како што со право бараат мајките. Од Фондот за здравствено осигурување ги демантираат обвинувањата и посочуваат дека не е возможно парите да се исплаќаат одеднаш и на ист датум. Директорот Сашо Кликовски појаснува дека кога мајките ќе добијат пари од породилно во најголем дел зависи од тоа кога фирмите во кои што се вработени исплаќаат плата. Тие како исплаќаат работодавачите плата во фирмата, институцијата, така стигат кај нас информација, ние подготвуваме МПН и така се плаќа. Значи нема едно големо плаќање, туку има редовно плаќање. Најголемиот дел од плаќање меѓу 10 и 20 во месецот, бидејќи најголем дел од платите се исплатени во тој период. Меѓутоа, тоа значи дека ние до крај на месецот се уште имаме исплати. Буџет за надомистоци има, децидни се од фондот. Од таму велат дека заклучно со октомври досега се исплатени над 6200 породилни отсуства, а во наредните денови треба да се реализираат уште околу 1000. Само за септември по овој основ фондот издвоил 6.240.000 евра. Иницијативата на пензионерите кои бараат линеарно зголемување на пензиите најави протест идниот понеделник пред Уставниот суд. Протестот е организиран пред се тоа и тај иницијативен одбор кој што претходно се боревме за линеарното покачување. Меѓутоа сега господјата Кацарска, која се рече дека тоа е неуставно и дека тоа ќе се оспори на Уставен суд, сега со оваа одлука на некој начин донесе се едно неразумно решение и да не може да се задоволе на потребата на пензионерите кои што се со многу ниски пензии и не знаеме како тие утре ќе можат крај со крај да скрпат. Над 6000 апликации биле поднесени за мерката самовработување. Од владата информираат дека најголем бил интересот кај младите во земјава, кои според нив се повеќе се насочени кон отворање сопствен бизнис. Повеќе од Сандра Спасовска. Младите луѓе во земјава се повеќе се насочени кон отворање на сопствен бизнис. Надлежните институции велат интересот за грантови за самовработување како дел од оперативниот план за годинава е рекорден. Од пристигнати над 6000 апликации, 3296 се од лица до 29 години, што според надлежните е навистина охрабрувачки. Мерката за самовработување како дел од оперативниот план според владата е една од најатрактивните. 2500 лица се во фаза на подпишување грант, а министерот за економија Бисар Дурмиши вели очекува до нова година да почне исплатата. За лица до 29 години следуваат 10.000 евра, а за лица над 29 години 7.000 евра. Доколку се здружат во друштва со ограничена одговорност, тогаш сумите може да достигнат и 20 или 14.000 евра. Пред крајот на годината, овие денови ќе ги имат и парите за да може да работат или да ја вршат својата дејност. Првата година, ако не успеат да ја вршат својата дејност, 80% од тие средства
треба да ги враќат, должни се, втората година 60%, а минимум треба да постои фирмата 2 години, па после тоа може да се затвора. Ова не се само бројки, ова се нови бизниси што ќе отворат нови занечиски работилници, IT стартапи, услуги, производствени мали фирми, нови можности за развој и за јакнување на целата економија. Мерката за самовработување е дел од оперативниот план за 2025 година, кој тежи над 2,5 милиарди денари. До овој момент издадени се 2900 ваучери за изработка на бизнис план, а оценети 2600. Од овие 1100 се за млади до 29 години, 900 за лица на 29 години, а 600 за правни субјекти регистрирани како друштва со ограничена одговорност. Освен грант, невработените лица ќе добијат и менторство и поддршка за почнување и водење на бизнис. Оперативниот план годинава тежи 40 милиони евра и е за 7,5 милиони повеќе во однос на претходната година. Културно-информативниот центар во Белград доцна попладнево организира ликовна изложба со дела од македонски уметници. Во Белград е Маја Стојановска. Во живо имаме во вестите. Маја, добро вечер од Скопје и повели да чуеме кога и официјално се очекува да биде отворена изложбата и кои дела поточно ќе бидат изложени таму. Борче, добро вечер и од Белград. Ние се наоѓаме во културно-информативниот центар во Белград, каде што изложбата која што ја напомена треба да започне некаде за околу половина час. Екипата на Канал 5 втор пат го посетува македонскиот културно-информативен центар во Белград, практично од неговото свечено отварање. Од тогаш до сега овде се имаат одржано низа културни настани, но овој вечерва можам да кажам слободно дека може да се издвои, бидејќи станува збор за изложба од дела кои што се изработени од македонски ликовни уметници со звучни имиња кои што дела датираат од 19 век. Станува збор за 14 дела, но секако повеќе за тоа што ќе можеме вечерва овде да видиме. Вечерва разговараме со директорот на културно-информативниот центар, господинот Васко Шутаров. Господине Шутаров, пред се ви благодарам за ова гостување. Вам ви благодарам што сте сведоци на овој наш свечен ликовен чин. И имаме можност да ги представиме македонски ликовни имиња кои што во најголем дел се основоположници на македонското ликовно сликарство, но нивни дела се наоѓаат и во белградските приватни колекции. Вечерва презентираме само дел од приватната колекција на Игор Станковиќ и ова е само почеток на еден циклус ликовни изложби кои што ги насловивме репрезентативен пресек на македонското ликовно творештво во белградските приватни колекции. За вечерва подготвивме, вие спомнавте 19 век, го имаме нашиот Папрадишки од крајот на 19 век, но имаме и еден век стари слики од Лазар Личеновски, Мартиновски, тоа се доајени на нашето ликовно сликарство, и ред ликовни уметници од типот на Владимир Георгиевски, Чемерски, Коџоман, кои што ќе бидат представени исто така со по едно вредно дело, кое што нашата публика, за жал, или никогаш или ретко имала прилика да ги види. Дел од оваа колекција еднаш е изложена во галеријата на Сану во Белград, но само дел од оваа колекција. Вечерва ова е апел до македонската и стручна и ликовна јавност. Имаме веќе најави дека љубители на ликовната уметност, вработени во музеите, националните институции, националните галерии имат желба да ги видат овие дела. Зошто? Затоа што за нашата историја на уметноста, на сите историчи на уметноста, со ова изложување на овие дела, точно може би им се пополнуваат празнини, кои што во нашата хронологија и нашите записи за овие доајени на ликовната македонска уметност, може би ги немаме. И втор битен сегмент е овие сите ликовни уметници и твореле и изложувале и се образувале во Белград и биле мостови на спојување меѓу македонската и српската култура. Тие мостови некогашни преку нив ние вечерва ги возобновуваме. Присуството на двајцата министри за култура, српскиот и македонскиот, господинот Зоран Јутков и господинот Никола Селаковиќ, се доказ за високото ниво на значај на оваа вечерашна изложба. Ви благодарам уште еднаш, господин Шутаров. И вам ви благодарам.
Така како што напоменав и на самиот почеток, свеченото отварање на оваа изложба ќе се случи некаде за околу половина час. Сите оние кои што сакаат да погледнат овде во културно-информативниот центар, тоа ќе можат освен денеска да го сторат во наредните 4 дена, односно до 29 ноември. Секако целосната слика од овде, како и дел од говорот на министерот за култура и туризам Зоран Љутков, ви го пренесуваме во следното издание на Вестите студио. Така е, Маја Стојановска и снимателот Виктор Атовски во живо од Белград. Ви благодарам. Следно на Канал 5 само вистина вечерва со Елизавета Галевска. Пријатно.